Неформалната група протест против убиствата на онкологија денеска во 18 часот повторно пред влада. Правдата за, како што велат, криминалот кој што со години се таложал на клиниката за онкологија ќе ја бараат преку марш од владата до Министерството за здравство, каде по четврт пат ќе го искажат својот револт кон институциите. Реагираат дека веќе цел месец има само молк. Бараат надлежните да реагираат, оти роковите им изминуваат. Да, ова е веќе четврти протест, значи веќе точно месец дена. Немаше одговор на ултиматумите што беа нели од првечните организатори, немаше никаков одговор. Планирано е да се продолжи со протест секој понеделник во 18 часот, додека е потребно. Имаме некој рок што вечерва ќе го објавиме до 1 ноември. Потоа ќе сублимираме впечатоци и се, и доколку нема одговор на ултиматумите, протестите ќе продолжат, но што како ќе сублимираме откако ќе помине тој некој датум, рамка што си ја дадовме од 1 ноември. Граѓаните кои протестираат бараат истрага за инволвираноста на поранешниот министер Филипче, како и директорот на клиниката, проширување на истрагата за работата на детското оделение, како и пресуди за злосторниците. Во меѓувреме обвинителството понуди неколку роднини на оштетените да направат увид во истрагата, но Петров, кој на клиниката ја изгубил својата мајка, вели дека се уште нема информации од обвинителството за тоа кога и дали навистина ова ќе се случи. Тој додава дека ова е надпартиски и надетнички протест и ги повикува сите да се приклучат. Се радувам што мои колеги уметници дадоа поддршка на овие протести и се надевам дека таа критичка маса ќе стане поголема за оваа неправда, ама и за секоја следна неправда од овој тип. Ова не смееме да го дозволиме како општество и од нас зависи каква ќе биде иднината на оваа земја. Во последно време се случуваат многу неубави работи и се надевам дека тој тренд ќе се промени. Инаку на обвинителите им беше потребно безмалку цел еден месец за да поднесат обвинение за проневера против медицинска сестра од клиниката за онкологија, која пак во моментов не е достапна за институциите. Таа претходно била фатена во повторен обид за кражба, поради што била отстранета од работа. Прва и во собранието, каде по барање на опозицијската ВМРО ДПМН ќе биде формирана анкетна комисија.